Според извештајот на Центарот за управување со кризи, на 9 јули биле регистрирани рекордни 4199 повици кон системот за итни повици Е112, што е најголем број досега за еден ден. Од нив, 711 повици резултирале со активирање на институции за интервенција. Најмногу биле упатени до противпожарната служба и полицијата, а останатите за итна помош. Центарот за управување со кризи и Автомотосојузот на Македонија. Од утрово, експресниот пат Ранковце, Крива Паланка е целосно отворен во двата правца, соопшти Автомотосојузот на Македонија. Редовен сообраќај повторно е воспоставен и на делницата од Клучката Орман до Мирковци, како и на патот Скопје, граничен премин Блаце. Претходно, овие патишта беа привремено затворени поради активни пожари и мерки за безбедност. Голем шумски пожар избувна синоќа на грчкиот остров Тасос, зафаќајќи борови шуми, маслинови насади и пчелини. Огнот избувнал во близина на Лименас и брзо се проширил поради силниот ветер. Поради опасноста, еден хотел во Пачи бил целосно евакуиран, а плажен бич-бар изгорел до тема. Многу туристи, меѓу кои и гости од Србија, панично заминуваат кон пристаништето за да го напуштат островот со првите утрински ферибродови. Локалните власти апелираат граѓаните да останат смирени и да ги следат инструкциите на противпожарните служби. Градоначалникот Лефтерис Кириакидес порача дека целиот остров е мобилизиран за справување со огнената стихија. Во гаснењето се вклучени голем број пожарникари, волонтери и противпожарни авиони кои од раните утрински часови интервенираат од воздух за да се спречи понатамошно ширење на пожарот. Русија изврши нов масовен воздушен напад врз Украина, втора ноќ поред, при што најтешко беше погоден главниот град Киев. Според официјалните информации, загинаа 2 лица, а најмалку 13 се повредени. Нападот започнал околу 1 часот и 15 минути по локално време. Жителите пријавиле низа експлозии и ирански дронови шахед над централниот округ Печерск. Експлозиите се слушале речиси непрекинато повеќе од 1 час. Украинските воздухопловни сили предупредиле и за напади со беспилотни летала врз други региони, вклучително и Тернопил и Ривне. Градоначалникот Кличко информираше дека во неколку реони се запалени згради и бензински пумпи. Екипи за итни интервенции се на терен, а 9 од повредените се хоспитализирани. Властите апелираат на внимателност бидејќи проценката на штетата и евентуалните нови ризици се уште траат. Европската комисија повика на создавање стратешки резерви од храна, лекови, генератори и суровини за да ја зајакне подготвеноста на Унијата за идни кризи како пандемии, војни инвазии или природни катастрофи. Според Guardian, ова е прва стратегија за систематско складирање критични производи. Комисијата предлага земјите членки да имаат залихи и од опрема за прочистување вода, беспилотни летала и преносливи мостови, неопходни во воени услови или при прекини на инфраструктурата. Еврокомесарката за управување со кризи, Хаџа Лахбиб, истакна дека заканите веќе не се далечни сценарија. Покрај редовно ажурирани листи на критични производи, до 2026 година ќе се формира Центар за заедничка набавка на суровини и приоритетна медицинска опрема. Ќе се зголеми и буџетот за поддршка на иновативни компании што развиваат нови лекови и технологии. Искуството со пандемијата на коронавирус покажа колку е важно секое домаќинство да има своји основни залихи. Затоа ја препорачува граѓаните да имаат храна и вода за најмалку 72 часа, додека флота од противпожарни авиони, хеликоптери и теренски болници останува во готовност за кризни ситуации.